Добар ден и срдечно добре дојде за сите оние кои што сте и денеска на Телма заедно со уште едно ново издание на Никој да не знае. И како беше во најавата, никој да не знае освен јас, вие и тој нашиот гостин. Вака ќе оди најавата. Роден е во Охрид на 10 јануари 2001 година. Јареце во хороскоп би за себе вели дека е голем спанко, барем така рекол во едно интервју, ќе видиме дали е тоа точно и сега. Она што друго зборува за самиот процес на создавање, ќе ви рече вака: малкумина знае дека учествувам во сите фази на проектите, од продукција, текст и аранжман до постпродукција. Тоа е делот кој најмногу ме исполнува. Токму тоа учество од почеток до крај ми возможува да дадам автентичноста во секоја песна. И уште нешто ќе ви кажам, вели со скромност, но и силна уметничка визија, тој останува пример за млад артист кој не се плаши да биде свој, да сонува големи соништа и да ја раскажува својата вистина преку музика. Христијан Настевски, може би ништо нема да ви значи, ако ви кажам Пајак, ако ви кажам дека прво интервјуе му е во живо, тогаш сите на Телма и останете со нас. Здраво живо за Пајак во Никој да не знае. Здраво, Кате. Добар ли си? Супер сум, фала ти за поканата на оваа прекрасна емисија. Да, благодарам. Иначе стварно ми е прва емисија во живо, така да ќе видиме. Да, ќе видиме како ќе биде. Муабетевме и немаш проблем да зборуваш за тоа зошто можеби ги избегнуваш, сакајки или не сакајки, веројатно посвесно интервјуата. И нели пелтечењето е она што ти прави проблем и се договоривме, можеш и со песна, ама битот измиксе го само ти смисли го и така може, ако ти биде полесно така ќе тераме, сакаш? Може. Се можеш да пробаш дека смеам да доткам. Да. Да. Кога сме кај тоа, дали со ова, со самото тоа што си звезда, да речеме во мигов, ти помага да го надминеш сето она што ти е можеби како неубави спомени од детство, во однос на пелтечање, во однос на веројатно имало проблеми и тогаш, веројатно имало и луѓе кои што те покажувале со прст. Па не, тоа е едноставно дел од животот и реално да не сум ги поминал тие патишта, можда и никош нема сум постанал тоа што сум сега. Така да тоа е еден прекрасен дел, јас ќе речам, од мојот живот, кај што ми донело многу убави работи и ова што сум денес, реално. Така е, да. Но имаш голем напредок во однос на тоа како беше некогаш и како е денеска во однос на зборувањето, така? Да. Со мама работење, со логопед работење? Со све. Со све? Ама со мајка ми реално најмногу. Реално таа ми беше поддршка уште од многу мал и си има многу борено за мене и е една прекрасна, силна и јака жена. Супер. Поздрав до мама, само такви жени. Ако ме гледаш, еден поздрав до тебе. И кога сме кај мама, морам да ти кажам со што како да речам, ме привлече воопшто да посакам да бидеш гостин и да им ја раскажеме на овие млади, повозрастни, какви и да се кои што не гледаат, а ние не можеме да ги видиме од другата страна, дека си бил секогаш и сега велиш дека си скромен, дека немаш никакви очекувања или побарувања од твоите додека тоа беше така, дека никогаш не си барал не знам што и еден обични не знам пижами биле доволно за да бидеш среќен. Па да, реално, пошто видете, растен сум и кај се моите и имале, па немале, растен сум така и реално така сум воспитан, уште од мал со брат ми заедно, значи колку што сме имале, толку сме имали, никош, мислам, јас, како секој дете, нормално сум посакувал многу работи, ама некои работи, на овие години јас сваќам дека реално и да имам сега дете, би сакал све да му возможам, ама некои работи не може, едноставно, ама тоа е. И реално моите многу се жртвувале за ни обезбедат да не школуваат, затоа сега све им враќаме. Така е, ама да дојдеме до враќањето. Сега ти што правиш со информатика, заврши? Не завршив. Зошто? Мама уште ме кара за тоа. Ама стварно сега не е фер. Знаете како тоа ми беше дел од животов кај што се откажав од факс, мислам, не сум откажан, туку си останав на пауза и сакав да се посветам на музиката и реално мојот сон се оствари тоаш. И реално сакам да терам со ова дур можам, а за факултет мислам дека кога сакам можам да завршам. А зашто не музика, туку информатика? Тоа не ми беше јасно. Знаете дека Што? Па не средно имав музичка двојка. Ова не го знам. Кажи си, зошто Пајак? Па не знам зашто. Професорот така не ме сакаше многу. Стварно срам да му е. А сега кога одиш на настапи?
Сеа... Обрати му се вака јавно и кажи не знам му. дали ми има видено, реално. Добро. Кој ти беше професор, кажи го си ми презима. Не мора да му правиме оваква реклама, така? Да. Може, значи, само од тоа што не те сака никој да ти стави двојка. Па се дешава. За жал. Да. Си рекол во едно интервју на македонската сцена и треба повеќе креативна храброст, младите треба да бидат своји, а не да копираат тук стил. И она што ми се допаѓа, а го видов во интервјуата, иако немаш многу интервјуа, нели, вакви од кои што би можела да исцрпам, за да не биде муабет пред муабетов, нели, па да ти биде тебе неинтересно во муабетов, дека секогаш си слушал многу музика, но викаш од процесот тоа што го кажав и во најавата, заради тоа што сум вклучен во целиот процес, точно знам што сакам или точно знам како тоа треба да изгледа некаде на крајот на денот. Не, видете, од почетокот ко почнав реално, од кога се откажав од факсот, на колку беше тоа? 19 години мислам дека. Ја истов мојата прва песна, Hellboy, мислам официјално прва песна, пред тоа си ваѓав преку телефон. На YouTube има. Да, и ми требаше едно долго време за да се пронајдам самиот себе си, реално. И пробував секакви стилови. И после Бела, реално мислам дека си се пронајдов во што ми е најлесно, мислам каков тип на музика да правам. И сега моментално ми е прекрасно, реално, а на младите им препорачувам мора да ризикуваат, значи мора да пробуваат. Мора телефонот да го искористат не само за гледање на туги видеа, туку и за нешто свое. Јас мислам дека сите сме создадени тука со причина и дека на секој има му се исполни сонот, ако не сега, за едно 10-20 години не е битно. На некого и на 40 години му се стварува. Така. Или се пронајдува во тоа зашто е тука. Да. Сега имаш колку? 25? 25, да. Со 25 години, како се чувствуваш дека те препознаваат уште на улица? Да. Звезда е можеби збор кој што и не знам друг збор освен звезда. Не би се нарекол јас звезда, реално, пошто не знам, не се гледам така, едноставно. Јас во приватен живот си живеам ко секој нормален, нема да речеме. Значи, си одам на кафе, си излегувам по кафиче. Немаш луѓе што те телохранители кои што те пазат, те гледаат, те чуваат. И си одам на работа, истото. Тоа ми е веќе... Си одиш на работа? Па не, викам со музика. Добро. Студио. Да. Па реално ми е станата ко работа, реално. Само што не си ја гледам јас ко работа, ама секој ден ми е, пример, на кафе в студио. В студио скоро секој ден сме и да не направиме ништо, в студио сме. Се враќаме сега на почетокот, кога почна тие да ги снимаш песни на мобилен телефон. Што снимаш? Прво почнав со англиски песни. Аха, ти пишував прво англиски песни. Ти сакаше така, одма виднаш да биде тоа. Или дека таква музика слушав. До викенди се ја слушаш? Послушам, да. Ама во последно, ако ме веруваш, ништо не слушам. Зошто? Не знам. Немаш време или не ти се слушаш? Само радио, школа и тоа, ништо не слушам, ништо. Добро, се враќаме сега на тоа, англиското. Да, извини. И? Како беше? Што правеше на англиски? Ништо пишував текстови и си снимав. Знаете како имаш во Охрид? Добро. Сум молел на двајца, тројца што имаја моментално тоаш микрофон, да ми снимаат нешто, демо, да снимаме песна. Да биде нешто малку по-професионално. Да, ама никој знаете како кога те види дете 16 годишно вика што знае ова. Да, реално. И си почнав на телефон, реално, на voice си снимав. Истовремено со гитара и на YouTube. И? Па немав резултати, си ја правев од кејф, реално. Ама тоа те водеше низ патот, да се бараш и да истражуваш. Реално да. А пред Бела немаше нешто што ти даде некаков колосек или насока што да правам? Бела беше тоа што кликна? Па Бела беше, да. Бела беше, знаете како, пошто претходно ваѓав малце по дарк стил, по мрачен стил ваѓав на музика. И реално Бела ми беше некако освежување на целиот тој процес, извини. И едноставно си се пронајдов, не знам. После тоа Хабиби и така тргна се. Така натаму, да. Да, зошто Лара?
за Бела? Како се најдовте? Како Знаете се како споја? испадна? Ајде. Мене ми беше прва година на Добро. Макфест и ми се јавија 15 до 12. Значи, дај... 12 и 5, добро. Да, направи песна. Аха. Не знам дали беше август или не знам што Добро, беше октомврија, месец. Макфест? Да, Да. да. Пошто им фалеше реално уште музичари и направи песна и јас реално таа песна сум ја направил најлесно во животот. То не можам да си го објаснам до ден денеска како. Најслушаната ја направи најлесно. Да. Како ја направи, се сеќаваш? Кога? На гитара помтам, кога ми се јави Вајо, Добро. ми вика да ме кајде направи. Добра, има пробам, му викам. И јас земав гитарата и за пола сат ја направив. Што прво беше? Што прво Само излезе? мелодија, Аха, само мелодија беше со гитара и му ја пуштив на Иваја одма да ја слушне реално. Добро. Да ја обработи малце, да речеме. И во моментот се погоди и Лара да нема песна. Мене од секојаш ми се свигаше Лара. Начинот на пеење, ново име во тој период, да. Супер си беше и ни понудија деме кајде, деме нека влези Лара. Јас бев супер, ајде, окей. И многу интересна приказна е што за таа песна не сакав да снимам спот. Сериозно? Па да, реално. А овој сега што има 40 милиони, тоа е тој истиот спот. Тоа е истиот спот. Зашто? Мислеше дека добра, Па, Макфест мене ми тоа е па, тоа. знаете како ми беше ај направи песна за Макфест и ја направив многу лесно, многу едноставно ја направив и си реков, па е што ќе биде, нека биде и до последен момент ме молеа сите дај да снимаме спот, дај да снимаме спот, дај да снимаме спот и снимавме спот. И другата историја. Така, Да. тогава ти кажам тебе, ти секоја година на Макфест у 15 до 12 да ти се јавуваат и ти по една Бела да правиш. Дај Боже. Да, значи, може да се повтори приказната или не може? Шо мислиш? Ставаме на Господ, не знам. Така, а кога сме кај инспирација, како доаѓа таа? Велиш, не е тоа, не знам што, тука е дел од животот, дел од секојдневието. Дел од животот, мислам дека е. Да, секојдневни случаи кои што се дел од мене. Сум правил муавет со многу музичари и стварно не знам од каде излегува тоа од мене, как тие мелодии, правење на музика. До ден денеска и јас самиот не можам да си го текстови опишам. да се договориме, Да, и дека текстови, да. текстовите се реално. исто така многу важни. Да, реално и тие се битни и едноставно не знам од каде излегува тоа од мене. Не можам самиот себе си го опишам. Некојаш си се запрашувам како и не ми е сватливо стварно. Да. А ми е многу лесно, значи. Многу лесно. И сакам сега после мојот албум сакам да премина други песни, пошто реално ми се вртат секојдневно многу мелодии. Па што не ги запишуваш ти? Ги снимам јас сите. Ги снимаш? Да, све. Знаеш како Чорба правил? Со едно ти втрча до него, а сад имаш Да ви телефон. покажам војсов да видите колку војсови. Колку има? Ајде кажи, покажите мо. Сакам видам. Ајде, изброи ги барам. Пишува тука мислам. Ајде. Ево видете скрос на изгора. Колку Молам? пишува. Чекај, 3494, ако добро гледам? Да. Толку имаш песни? Па не, видете се од Тоа овие се- пример, тоа се, да по 10 речеме- пати некој да речеме некој сум ги преснимал, Аха. ми текнала идеја. Добро. Ама Нека си 1500. да. Нека си 1000. Да. Аха, добро. Кога сме кај соработките? Не, чекај маце. Не. Време е Лара да ја чуеме, да видиме и чуеме. Не знаеме, ни ја ни пак не Јас знаеме не знам стварно што кажала таа за што него. Баш кажала. сакам да знам што вели Лара и како би го опишала Пајак. Здраво, јас сум Лара. Јас и Пајак се познаваме од 2022 година, кога ја снимавме нашата дуетска песна Бела. И јас Пајак би го опишала како многу позитивна личност. Тој е секогаш насмеан, тој е многу креативен, талентиран и исто така многу скромен. Не би рекла дека има многу мани, освен тоа што понекогаш знае да е многу срамежлив кога треба да дава интервјуа. А моето прашање до него е кога ќе вадиме следен дует? Ете, убаво кажа само. Реално. Да. Ме пофали Лара, фала ти. Да. Не кажа никаква мана дека имаш?
Па не, Дека си многу срамежлив. Дека сум многу срамежлив. Стварно си срамежлив? Па не, срамежлив сум пред луѓе што не ги знам, реално не дека сум срамежлив, туку многу сум Затворен, интровертен. тип, да. Ама ти си преку музиката раскажуваш? Да. Да, реално. Да. Кога нов дует? Кога нов дует? Смееш да откриеш нешто? Ке има на новиот албум? Ке има. Да. Кога сме кај дуетите и кога нели така тргна приказната всушност, нели после Лара, Бела, и кога почнавте да ги гледате тие бројки, ви беше верно или мислевте дека некој ве зиза дека тоа не се можни бројки за наши услови? Нели кога ќе правиш муабет со повозрасни луѓе ќе ти речат колку милиони? Па јас тоа не можам цел живот да работам, не можам да ги постигнам тие милиони, затоа што тоа е реално една голема земја во која што живеевме некогаш сите, а сега е дупло таа голема земја. Да, не, тие милионски прегледи се и од Србија, од Бугарија, од Швајцарија, да, кога ти почна Австрија, да Германија. излегуваш и тамо, така, после Да, реално, да. Песната стана балкански хит во тоа време и тие беа невозможни бројки реално до ден денеска, значи се чудиме некако како постигна толку реално 40 милиони. Да. Сега проверив и јас, иначе да не гледам. Да, проверив денеска да видам баш која многу бројка. интересно беше со мојата девојка тоаш баш бевме, мислам дека до Швајцарија да се видиме со еден другар мој. Влегвам таму, сегде бела врти, сегде бела и си викам, и чим до тука стигнала, значи Добра. супер, да. После Бела дојдоа сите други, мислам Хабиби и така натаму. Да. Кога тргна работата и надвор да се шири кругот, не знам да се дојде во соседството Србија, да се Реално, после тоа, после Хабиби, мислам дека ми беше моја мала, тоа ми беше соработка со МС Стојан, да. МС Стојан ме исконтактира, иде... Тој ти исконтактира тебе? Да. И така ти се одишла соработките или како? Да, и Теодора Джехверовиќ во тој момент ме исконтактира и тоаш немав песна, направив 3 песни во рокот од недела дена, што побрзо, значи тоа Да се искористи мигот? Да, и испадна Летна авантура, што е прекрасна песна. И снимавме спот, мислам дека на Кипар беше, да. Се запознавме таму прв пат, реално. И таа песна помина многу добро. Едноставно сите тие песни се позитивни, љубовни, кај се извини, љубовни. Така да нема што да се сгреши тука, нема. Така е. Кога пееш во Србија? Имаш настапи таму? Сум имал настапи, да. Тогаш бараат само српските песни да ги пееш или воопшто целиот репертоар? Да. Сум пеел и македонски песни, Да. Кога ќе сме кај музика нема граници, нема ништо. Така е, да. Тоа сум го сватил на било кој јазик и било што никој не се замара ништо. Да. Во Мама велиш нема да те разочарам. Леле, таа песна кај на. Ја да се гледам прашање, што ти е? Знаете ли која година е таа? 2020. 2020 е? Да. Да. Јас како знам? Аз сум се спремила. Што ти беше на памет? Зашто да не разочараш? Затоа што многу често ги разочаруваме мајките или заради Па да, некаква... реално. Знаете, кога сме деца сите растеме, не знаеме што правиме, не сме искусни, а родителите ни кажуваат, ама ние, пошто сме тврдоглави, реално, секое дете, дур не се види на своја кожа, кога се извини на своја кожа, да си проба мора, значи тоа е. Што правеше како мал? Глупости? Па да, немирен бев реално. Добро. Реално. Ко секое дете реално. Така е. Ама добро, не си правил никој не знам големи глупости. Не. Ама ко секое дете со тепање, со не знам такви, не. Ништо тоа. Добро. И реално темата не ни се сеќавам, извинете, не ни се сеќавам на текстот реално. Аха. На Мама? Сеак ме прашаш, да, реално. Ама тоа сум го напишал, не знам. Не знам сега вака од ова гледна точка, не знам ни зашто сум го напишал, реално. Ама така сакав да имам една песна за Мама. За Мама. И кога сме кај тоа, да им вратам,
нели, или да им вратиме. Што значи враќањето сега? Зборувам за поддршка. И која беше нивната поддршка? Вели сме имале, па сме немале, па сме имале, па нели, тоа биле горе-доле. Да им дадам како пари ако им требаат, или да им помогнам во, не знам, да ги однесам на патување, да им дадам за да отидат на одмор, на кој што сакале да бидат или не отишле? Па реално, јас и мојот брат се трудиме во секоја гледна точка. Што и да им треба, значи пак тие се морат да работат, значи тоа е, со мама се расправаме, не можам да. Сакаш да натераш да не работи? Па да, реално потрошиле многу време на нас, малце сакам да уживаат од тие, така се извини, да уживаат од тие. За пари не е проблем, значи сум им давал и ќе им давам, значи то за шо и да е, значи и ги праќам сега. Кај ќе одат? Во лето не, викам секој лето по 2-3 пати на одмор. Стварно? Да, а јас не сум биден. Знаете дека не сум биден, Грчка не сум биден. Зашто во животот. Зошто па? Не знам, сега моментално немам време, сакам после албумов да одам негде на Како може да не си бил во Грчка? Не сум биден, не сум. Па сме немале и можности. Мама знам само еднаш ми има однесено до Албанија, знам, памтам. Прв пат на море сум бил на 16 или 17 години во животот, да. Ама добро, се овие години кога заработуваше, не можеш да си најдеш 5 минути за тебе и да отидеш на 5 дена? Мислам дека не ми е време уште. Има време за се, реално. Добро. Ти си знаеш, добро. Да, има време за живење. Ке пееш, Бела? Да, ајде. Ајде. Джингл и пајак на сцена. Slatка si kога si nervozna, po duša gnev i nevolja. Se ljuti vara u tega, te ubita ljubom mora. Ko Adam sum i ne možem da izdržam, a da ne probam. O ti je uzni bela, moja bela bela. Ne, 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 a ne, 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 pak i natera, le, le, le. A ne, 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 a ne, 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 za tebe pak ja pravam se, a le, le, le. Bukaj me, ne rani me, na telo tragi od tebe. Moja bela, bela, moja bela si za se kogaš. Dali sum jaz, ta što te bude još aj strast. Neka čujat se te na glas, neka ti si moj od spas. Paget zvezdi nakve na nas, ili da želbi no jedan plan. Ti da si moj za se kogaš. To što go praviš namerno. To, jaz po tebe tragam uporno. Pak me lažeš iskreno. Sada srce kameno. A slatka si koga si nervozna, po duša gnev i nevolja. Se ljuti vara u tega, te ubita ljubom mora. Ko Adam sum i ne možem da izdržam, a da ne probam. O ti je uzni bela, moja bela bela. Ne, 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 a ne, 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 pak i natera, le, le, le. A ne, 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 a ne, 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 za tebe pak ja pravam se, a le, le, le. Bukaj me, ne rani me, na telo tragi od tebe. Moja bela, bela, moja bela si za se kogaš. To, što go praviš namerno. To, jaz po tebe tragam uporno. To, pak me lažeš iskreno. Sada srce kameno. A slatka si koga si nervozna, po duša gnev i nevolja. Se ljuti vara u tega, te ubita ljubom mora. Ko Adam sum i ne možem da izdržam, a da ne probam. O ti je uzni bela, moja bela bela. Ne, 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 a ne, 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 pak i natera, le, le, le. A ne, 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 a ne, 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 za tebe pak ja pravam se, a le, le, le. Bukaj me, ne rani me, na telo tragi od tebe. Moja bela bela, moja bela si za se kogaš.
На задоволство верувам и ваша, не ве гледам тамо, ама верувам дека ручекот е пред вас, муабет малце и мене и Пајак не гледате. Гледате го Пајак само и слушате го, заради тоа што прво вакво интервју во живо е. И како ми рече, дека мислиш дека не е во живо, како да не е во живо. Па да, реално. Тоа е супер. Значи сме погодиле Не, се. супер си реално, Да. Пете, Одлично, одлично. Знаеш ли што не кажавме? Дека кога би можел цел живот да бираш, би јадел ајвар и јајца. Да, реално. Зошто? Што ми е најдобро јадење. Ајвар спржано со јајца после на крај, така или Не како? можам и да се комбинирам реално, Аха. посебно секако, да. Да. Ајвар од кој да го направи мама? Мама, да. Само со Бреував ајвар прави. само со црвени пиперки или има и Не знам како го прави, значи тоа е врв. Колку- Ќе ти донесам следен пат. Ај, да ми донесеш, ајвар не одбивам. Кажи ми само, прави многу, зашто ти сакаш веројатно цела година да Прави, имаш. да, и за брат ми прави, и за мене прави, да. Офеле, офеле. Све се јаде. И сега се сеќаваш ли дека си рекол во едно интервју дека од цртаните ликови личиш на Дживджи. На Дживджи. Не, ова не се сеќавам. Не, знаеш, што е најинтересно, Ајде. што ништо не помтам, реално, вака, пошто реално да си правиме муа. Добро. Мене ми е така. Да. Сак, кога излезам од Ќе го тука, забориш интервјуто? Па не знам ни што сум одговорил, ништо... Сега ме Се разочара, па памти го интервјуто, кажи дека ќе го памтиш Не, цел живот. готово, ќе помтам. Да. Велиш во една изјава твоја вели голема честа да работам со луѓе кои некогаш ми биле идоли, а денес се дел од мојот тим. Не можам да кажам дека јас ги вратив на цената, тие секогаш биле дел од неа. Нивната музика има трајни вредности за повеќе генерации. Јас само сакам да го продолжам тој дух заедно со нив. Очекувате повеќе заеднички песни и проекти во блиска иднина и се случија повеќе. Се случија, да. Повеќе такви. И сега што значеше идол во твоето време, додека растеше ти, да речеме Елвир или не знам Јован Јованов или не знам Сите кои се тие други кои што Сите ти сум бе? ги слушал реално, од Сладкар Марче до Јован, до Елвир, Тонизен, сите тие се Твои идоли легенди некако. реално, да, на македонската сцена. Тоа што сум го слушал, сите сум ги слушал реално. И многу ми беше кеф ето да ја вратиме магија. Кај дечинава реално име хит песна пошто И успеавте? Да. Ти бараат магија на репит. Да, ти како ја пеат, ти многу интересно, многу ми се свија твојата песна Магија кој ќе ми рече. А со Елвир Срце како нас. дојде? Она што ќе ја слушаме на крај. А со Елвир се запознав пред 2 години, мислам дека и тој испадна за 2 дена, мислам дека направивме. Баш седевме на кафе, му реков демек дај нешто да направиме, вика тајде демек, ајде и заминавме в студио таму, Добро. направивме демо. Како се случува тоа у студио? Можеш да ми раскажеш? Како, што се случува? Правите муавет прво за нешто? Да, Правите да. муавет за некакви инспирации кои што ви се... Не правиме муавет за инспирација, туку едноставно природно иде, не знам, ќе ја земам гитарата или било што ќе фатам акорди, мелодии, све си иде природно. Пример, не седвим и одма Да, одма да ја направите. Да. Многу битна работа е енергијата меѓу самите артисти, реално. Ако нема енергија, некош не можеш и најдоброто да е, нема да излезе добро. Да. Како е односот кон тебе како помлад колега од Тони Зен, да речеме Марча од Сладкар? Што ти велат? Си имал прилика да не... Со сите се знам. Да, не, ама нели да ти кажат браво, дечко, терај така. Сите ми го имаат речено, да, и многу се фини, прекрасни се и ме поддржуваат, ми даваат совети, реално. Кои се советите? Што вика Марча? Марче ми е врв, да. Врв легенда. Пошто си правиме муабет од време на време. И се гледаме многу често, пошто истиот продуцент ни е. Кај Вајо све се работите, и тој некош има се поводи студија, јас ќе дојдам или ќе ме викне да ме дојде да се видиме. Ми дава едноставно совети за животов, за кариерава. Што ти вика за кариерата? Баш сакам да знам ако смееш да споделиш. Ништо, да продолжам тоа што го правам. И да се трудам. Ми вика ќе имаш и падови, и све што е сосема нормално. И да останеш реално да се бориш. Тоа е најбитно. Да, кога сме кај тоа, кога се кај тие падови и нели и горе долу, како да кажам, свесен си дека може да дојде и период кога нема да
те бара, да речеме, не знам Да, што. да. Ми делуваш сега, не те познавам толку многу, ама нели од овој разговори од оној пред да влеземе пред камери, ми делуваш како човек кој што не се променил веројатно во однос на тоа пред да бидам пајак и Па да. сега откако сум, нели? Не Па се не, видете, јас сум истиот. Знаете што е тоа? Ти ги имаш и сите пријатели? Истите другари, све ми се. Знаете како кога ќе постанеш нешто, кога ќе ти трне, кога ќе успеваш, ти као лик, мислам, јас као лик, не се менувам, туку се менуваат луѓето околу тебе, какво размислување имаат За тебе. за тебе и како те гледа. А јас истиот сум реално. Имаш некојаш потреба да им кажеш на луѓето дека не си променет, да не си прават лоши филмови? Не. Нека се зборуваат. Нека се нормално. Да. Сакам да ми раскажеш пред да ја слушнеме втората другарка и нели соработничка, да ни кажеш како е со Urban Records, како се снимаат спотови, како се прави идеја за спот, колку пајак учествува во самиот процес, колку сакаш да знаеш се или нели оставаш да се случува нешто таму, да видиш што ќе се случува на лице место, како да ти ја работи? С Urban Records ми е прекрасно, реално работиме веќе петта година веќе, да. Петта година. Тимот е прекрасен. Реално таму се газди, да речеме. Не ги гледам као газди, ама Ивајо и Гордан. Ивајо работи со музика. А Гордан со видео. А Гордан си е за видео, да. И целиот процес оди, седиме на кафе и се договараме што ќе снимаме спот. И добро ти кажуваат нешто или тоа става Сите да даваме биде идеи, изненадуван? сите даваме идеи, ама јас не се мешам, многу мостам све на Гордан, пошто имам доверба во него. До сега ништо не има футнато, не има сгрешено, така да оставам све на него од таа гледна точка. Кога си бил најзадоволен после снимање? Се сикаваш? Па Кога си секогаш. знае, секогаш си задоволен? Секогаш сум, Да. реално, да. Да. Само малце ми е чудно кога ги кога ќе ја вадам песната, пошто јас сум ја слушал, сум ја преслушал и Добро. веќе Ти те ми е преку на- глава. Да. Ама моите фанови реално не ја чуле никогаш. И така имам некои песни што никогаш не сум ги истадил, само извинете, извадил само Само ради тоа? Да. Добро. Кажи ми сега, најдалеку ќе стигнеш сега ако отидеш до Австралија или кај си бил до сега најдалеку? Па да. Така би било, реално. Ќе видиме здравје Боже, да. Да. А она што е сигурно е Швајцарија. Швајцарија, да. Која е таму публика? Прекрасна Знаеш? публика. Знаеш кои се? Тоа се македонци само Да, или се Балканци, реално. Балканци, Да. аха. Прекрасно. Кога сум бил Италија, сум бил Германија, Швајцарија, да. И Швајцарија, прекрасна енергија, сите се дојдени се журкаат, да си поминат прекрасно и тоа е тоа, реално. Одлично. Ќе ја гледаме Вирица заедно? Ајде. Ајде, Вирица е дел од тимот на Urban Records, Да, и супруга да. на Гордан. На Гордан. Да. Ајде, Верче, повеќе. Здраво, јас сум Верица и го познавам Пајак 3 години, би го опишала како многу талентиран, скромен за талентот што го има и како вистински другар. Во ман исто би ја ставила скромноста и тоа што секогаш во 5 за 12 ми ги менува сценаријата за видеата. Би сакала да го прашам кога концерт? Чекај, маза се, смеј се, сега јас ќе видиш што ќе ти кажам. Добро, зашо не кажуваш дека ги минуваш сценаријата? Ти Па ги викаш на мену- кафе си Не, седина, не, тоа сите е- даваме идеи, нели? И сите све, ти на крај ќе го смени сценаријата на Не, снимање. види каде ти ме праша за спотови. Па нели за А со спотови Верче- правиме, мале? Па не, сега Верче заедно веќе да работиме на последните, мислам, нека 2 спота или 1 спот, мислам, Добро, дека Верче се добро. умеша тука веќе. Добро. Ама и ти се умеша. Мораше. Па да, реално. Верче тука прави муавет за обични видеа, за реклами, за такви за работи. такви работи. Пошто Верче ми го
ми го држи тој дел, мислам, Така ми е. го води. Па добро, тогаш Со ако неј си имаш работам некакви тоа. креативни решенија добри, зашо да не? Па да, некојаш јас има дам, ама 90% е таа. Супер. Чекај малце само да видам па кога ќе ни пееш пак. Добро, уште 2 минутки само. 2 минути. Да. Имам 2 прашања за тебе во овие 2 минути. Едното е кога концерт, Ние она што го одговоривме, праша, да. она што го праша Верча, и кога сме кај концерт. Пошто си спомнал дека до викенд ти е еден од, нели, тие барем луѓе кои што или нели, кои што ги сакаш. И кога ќе погледнам концерт на викенд, мислам стварно би било фино такво нешто. Еј. А? Па да, реално. Па тоа мислам дека сите ќе дојдеме. Сите овие 40 милиони. Дај Боже. Не, вака концерт, здравје Боже, планирам. Како и да е. Сега не знам кога и како, ама ево план. Добро. Здравје Боже има видиме. Извини, што беше другото прашање? Другото прашање ќе ти го поставам сега, А, а се добро. вика албумот кога ќе биде. Албумот. Сега ме Добро, фати тука ајде не нешто мора да на- кажуваш кога, до кога најмногу, еве ти би сакал Па да. до следен месец. А до следен најкасно месец? би било, да. Вие сте цело време тур во студио. Да, реално, овие 2 месеци Колку ќе бидат песни ако смееме да си имам знаеме? видено. Па мислам дека 7 ќе се. 7. 7, да. Добро. Па јак, па ти воопшто не пелтечеш, знаеш, во ова интервју. Да дојдеш пак. Ќе дојдам. Кај мене нема проблеми со тоа. Готово. Да. Ти посакувам се најубаво и остани ваков како што си, не се менувај. Фала ти, Кате. Важи? Фала ти. Ајде сега последната за крај и уживаме. А ти негде последва, покрај друг си заспала. Ич не ме боли ти што пак ме правиш будала. А тебе негде последва те чува цела армија. Да те земам јас од нив, ке ми треба магија. Сладка си лагау, сни ко чоколада. Нема ни една мана, обсесија ми стана. Кај да се појави и доминира, И сите мангупи у град ги провоцира. и кога спијам не ме остала на мира. Срце ке експлодира. А ти негде последва, покрај друг си заспала. Ич не ме боли ти што пак ме правиш будала. А тебе негде последва те чува цела армија. Да те земам јас од нив, ке ми треба магија. Итно ми треба шо, пасно ти ме гледаш. Мала, тој не ти стои, на тие усни твои. Кај да се појави и доминира, И сите мангупи у град ги провоцира. и кога спијам не ме остала на мира. Срце ке експлодира. А ти негде последва, покрај друг си заспала. Ич не ме боли ти што пак ме правиш будала. А тебе негде последва те чува цела армија. Да те земам јас од нив, ке ми треба магија. Купи ме на стари фори, рани ме, нека боли. Простено ти е тебе, само да си играј мене. Купи ме на стари фори, рани ме, нека боли. Светот цел нека знае, слаба точка кој ми е. А ти негде последва, покрај друг си заспала. Ич не ме боли ти што пак ме правиш будала. А тебе